Колку високото образование може да придонесе во креирањето на професионалните вредности во новинарството и како да се овозможат услови за негово слободно и непречено работење без притисоци, беше главната тема на денешната конференција организирана од страна на Високата школа за новинарство и односи со јавност во соработка со УНЕСКО. Конференцијата со наслов Образованието за новинари, професионалните вредности и културната разновидност е промоција на катедрата на УНЕСКО за медиуми, диалог и заемно разбирање. Министерот за образование и наука Никола Тодоров истакна дека овој настан е од големо значење за високото образование, медиумите и новинарството, но и за унапредување на интеркултурниот диалог во нашето општество. Медиумите имаат исклучително значајна улога во изразувањето и негувањето на културната разновидност на македонското општество, како и во поттикнувањето на диалогот, толеранцијата, разбирањето и вклучувањето на сите граѓани во општествените процеси. Медиумите се сами по себе облик на интеркултурен диалог. Нивната улога е многу поголема од едноставно пренесување на информации. Тие придонесуваат и за поттикнување на комуникацијата меѓу поединците, заедниците и организациите. Поврзувањето на луѓето од различни култури и заедници и поттикнувањето на нивната секојдневна комуникација е суштината на интеркултурниот диалог. Начинот на кој медиумите ги представуваат различните групи и заедници во голема мера влијае врз обликувањето на јавното мислење и врз сликата што ја создаваме за себе и за другите. Токму затоа, улогата на образованието за новинари е од исклучително значење во образовниот систем и во општеството. На конференцијата се обрати министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која е воедно и председател на Националната комисија на УНЕСКО на Македонија. Основањето на катедрата на УНЕСКО со наша заедничка поддршка ќе послужи постоечките македонски новинарски студии да се вклучат во меѓународните мрежи за новинарство и медиуми, а Република Македонија уште поинтензивно ќе партиципира во благородните активности и цели на УНЕСКО и ќе има можност со другите членови на оваа голема организација заеднички на демократски начин да ја продлабочува размената на знаење и споделувањето на искуствата во духот на меѓународната солидарност. Почитувани присутни, владата на Република Македонија е целосно посветена на процесот на интеркултурниот диалог и остварувањето на интеркултурната соработка и комуникација. Со големо внимание ги следиме културата, образованието и сите процеси поврзани со нив и вложуваме голема енергија и средства за нивно унапредување и развој. Директорката на Високата школа за новинарство Жанета Трајковска истакна дека заедно со европските партнери ќе развиваат нова студиска програма од втор циклус, во првата фаза специјалистички, а потоа и магистерски студии во две насоки: мултимедија, нови медиуми, медиумски менеджмент во делот на новинарството и стратешка комуникација. По речиси 3 години работење на Високата школа како непрофитна високообразовна институција, денеска може слободно да кажеме дека дојдовме до точката на развој до која се стремевме, да овозможиме услови и активности кои ќе не доближат до светските стандарди во високото образование на новинарите и на оние кои се занимаваат со комуникациите, да работиме на заеднички проекти во кои ќе може да ги споиме искуствата и да креираме програми кои ќе придонесат за развојот на медиумската индустрија и новинарската професија во Македонија. На конференцијата учествуваа и професори од Холандија, Данска, Велика Британија и Македонија, кои имаа можност да дискутираат за компетенциите и вредностите во новинарската професија во Македонија и во другите европски земји.